состојбата со амбиенталниот воздух ја знаеме сите каква е. И неодамна град Скопје упати едни така наречени мерки по препорака на Министерството, кои што мерки велат се препорачува, се апелира, се предупредува, мерка нема никаква. Ова Министерство какви мерки конкретни може да преземе и треба да преземе, бидејќи сите ние се гушиме, како вие, така граѓаните, така јас, сите се гушиме, маливе деца и... Значи, ние како Министерство, како што кажав, за нас здравјето и квалитетот на воздухот е приоритет и сета наша активност во овој дел е за подобрување на амбиенталниот воздух. Ние таквите препораки ги даваме кои што до локалната самоуправа, за да се препратат до граѓаните, ние и директно апелираме до граѓаните, за да се придржат на тие мерки кои што ние ги предлагаме. А зошто не бите тоа во форма на наредба, да кажеме, непопуларни мерки? Например, со возилата да има, не знам, парен, непарен број, нешто што ќе го намали стварно тие PM10. Сепак, тие мерки би требало да бидат мултиресорски. Знаете, Министерството не може таков однос да има према граѓаните. Владата прави напори за да се подобри таа ситуација. Стварно сум засегнато до ова прашање, ми интересира, сите сме, затоа и реков. Обично некои министерства се ставаат на страна, као во втор план. Министерство за животна средина не од кога го водите вие, него речиси стално е потиснато на страна. Нема ли вие во рамки тоа вистина сите министерства работат во рамки на своите. Во рамки на влада, дали ќе ургирате, бидејќи еве пред мене стојат едни фрапантни бројки кои што велат дека според Светска банка дека 1300 луѓе директно или индиректно во земјава тоа се смртни случаи на 1300 луѓе кои што е на некој начин поврзано со воздух. Дали ќе се остане само на препораки кои вработените и најсоодветни се Министерството за здравство за таквите информации да. Дали ќе се остане само на препораки кои директорите на јавните предпријатија и газдите на фирмите ќе треба да одлучат дали да ги спроведат или не, или ќе бидат конкретно мерки кои мора да се применат. Еве да речеме, вие сите знаете дека во овој период граѓаните, сите ние и вие треба да се затоплите во вашите домови. Меѓутоа се апелира дека сообраќајот има многу голем удел во загадувањето на воздухот. Исто така треба да дадеме пример. Како ја поштувајќи од мене до сите вас, да го повеќе да го употребуваме јавниот сообраќај. Но тоа е препорака. Само препорака до граѓаните дали сакаат. Ние сме демократска земја и може да дадеме препораки во некои делови, ние не може да дадеме. Здравјето е најважно. Така, здравјето е приоритет, затоа се даваат тие препораки. Целото работење на Министерството е во таа. Според мене ме интересирава. Ако сега во оваа состојба се даваат само препораки, кога се издаваат мерки кои мора да се Затварањето на Југохром, кој што не ги испочитува дадените рокови, поставувањето на филтрите е конкретна мерка. И другите инсталации во Скопје исто така во минатото биле затворени, па биле дадени рокови, исполнети рокови. Сите инсталации, инспекторатот секојдневно врши инспектирање на сите инсталации во град, индустријски капацитети. Тоа е секојдневна работа на Министерството. Анализите кои што ние ги правиме, мерењата, тоа се конкретни работи кои што Министерството ги прави и ги презема секој ден. И мерењата што покажуваат? Покажуваат тоа што читате сите. Дека е загадено, дека уназад на изминативе години цело време се зборува дека е приоритет воздухот, а као никогаш да не е. Сите секогаш се мерки. Не е вистина.